Велам повторно добро утро за сите оние кои што токму сега се вклучија на фреквенцијата на телеканал А1. Вие следите првата емисија од третата сезона на утринската програма насловена како Утрински пост. Ви подготвивме нови содржини за ова нова сезона, трета поред, благодарение на вас верните гледачи кои што со нетрпение ја очекува ова сезона и кои што редовно не контактира и прашува кога ќе започнем утринската програма. Ние продолжуваме понатаму, одиме со една интересна информација, посебно сите оние кои што се корисници на социјална парична помош. Минатата недела го посетивме директорот Кирил Поптрајков на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, со кој разговаравме на повеќе теми, а за денес ви одбрав околу 5 минути информации за сите оние кои што треба да ги достават годишните пријави во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, како се одвива работата, дали студот придонесе за некакви промени и која е бројката на корисници на социјална парична помош. Кои услови треба да ги исполнува еден граѓанин за да биде корисен, меѓутоа и како ова социјална парична помош може да се изгуби, односно да се изгуби правото на добивање на ова парична помош. Во продолжение во наредните неколку минути слушнете детално од првиот човек на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи. Сакам да информирам пред се јавноста дека во моментот течат обнова на повеќе права, меѓу кои и правото за социјална парична помош. Значи годишната обнова на документацијата е во тек, трае до 27 јануари, согласно одлуката на Министерството за труд и социјална политика. Пред се би сакал да укажам дека покрај обновата на документи за социјална парична помош течат и правата за родителски додаток за трето дете, рокот е 31 март 2017 година. Тече правото за постојана парична помош, исто рокот е до 31 март 2017 година. Тече правото на обнова за детски додаток на лицата кои се во работа, но са имаат ниски примања, исто така тече ова право, должни се да дојдат да си ги обноват документите. Исто така тече и обновата на документи за лицата со посебни потребни, односно за посебниот додаток кои го користат. Рокот е исто до 31 март 2017 година, па ги повикувам сите оние корисници кои користат овие права задолжително во овој период да дојдат, да ја пополнат апликацијата и со тоа да го извршат обновата на документацијата кои се должни согласно Законот за социјална заштита и Законот за детска заштита еднаш годишно за обнова на документација. Што се однесува до вашето прашање во однос на тоа да корисниците на социјална помош по кој основ би го изгубиле правото на социјална помош, пред се сакам да напоменам дека тие треба да се активни баратели на работа преку Агенцијата за вработување, односно месечно задолжително да го вршат пријавувањето како невработени лица и заинтересирани лица за работа во Агенцијата за вработување во Струмица. Доколку тоа не го сторат, односно го изгубат тој статус, по тој основ и престанува правото на социјална парична помош. Понатаму, правото на социјална парична помош може да престане и со тоа да, ако имате регистрирано моторно возило на нивно име или на членовите на нивните семејства или мотоцикл со кубикажа поголем од 50 кубни сантиметри. Сакам да кажам исто така дека во изминатите години имавме огромен проблем со тоа што не ги пријавуваа задолжителните приходи годишно или месечно на трансакциите сметки кои корисниците ги користат. Уште еднаш напоменува, сега со годишната обнова, лицата се должни сите приходи кои ги оствариле во претходната година да ги пријават во Центарот за социјална работа. Согласно измените на законот, сите оние лица кои имаат приход до 30.000 денари нема да го изгубат правото на социјална парична помош, меѓутоа треба да го пријават тој приход. Исто така и лицата кои преку брз трансфер на пари примаат пари од странство се должни да дојдат и да ги пријават тие приходи во Центарот за социјална работа. Доколку не ги пријават, ни дојде податок од Народната банка, односно од правата за јавни приходи со кои сме електронски поврзани, истите ќе го изгубат бидејќи дале невистините, односно неточни податоци за својата материјална состојба. Сакам да кажам дека во тој дел тие се класичните проблеми со кои се среќаваме и за кои корисниците го губат правото на социјална парична помош. Инаку, во сето она, доколку редовно вршат
месечно пријавување во Центарот за социјална работа како корисници на социјална парична помош и редовно се пријавуваат во Агенцијата за вработување, тогаш си тече исплатата на социјалната парична помош и нема никаков проблем за активен статус на корисникот. Само не бе потегне, не слушнав колку корисници имаме социјално. Во моментот последна бројка со 12 месец 1340 корисника го користат правото на социјална парична помош. Очекуваме дека тој тренд ќе го задржиме и оваа година, така да со годишната обнова ќе видиме колку корисници ќе го изгубат правото на социјална парична помош, колку нови корисници ќе имат, меѓутоа годишно таа бројка варира плюс минус 100 корисника, така да веќе неколку години назад тоа ниво е задржано на околу 1300 корисника. На територијата на 4 општини кои ги... Да, територијата на меѓуопштинскиот центар за социјална работа кој покрива Василево, Босилово, Ново село и Струмица. Уште едно прашање, дали диспрезираните канцелари кои се отворени во Ново село и Босилово, исто така таму граѓаните може да ги поднесат тие пријави или мора до Струмица да патуваат? Во моментот заради пополнување на апликациите и заради проверка на вистинитоста на податоците, овие канцелари не работат во овој период од годината кога трае годишната обнова, додека после годишната обнова за редовното месечно пријавување тие корисници може да се пријават и таму. Почитувани мои, продолжуваме понатаму. Следна и нова информација ни доаѓа од Регулаторната комисија за енергетика, која што изјави дека денес очекуваме нова цена на бензините. Треба да се одржи седница на која се очекува нова корекција на цената на горивата. Со последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, веднаш по новогодишните празници, бензините поскапија за половина денара, цената на дизелот остана иста. Согласно таа одлука, Ленар Евро Супер БС 95 се продава за 67 денари по литар, а Евро Супер БС 98 за 69 денари за 1 литар, додека дизелот се точи за 53,5 денари, а немаше корекција ниту на цената на екстра лесното масло за домаќинство кое чини и понатамо 42 денари за 1 литар. Дали колку ќе се промени цената на горивата, останува да ја почекаме одлуката на Регулаторната комисија за енергетика. Одиме ние понатаму со уште една интересна информација. Компаниите имаат 3 дена да ги издадат пресметките за исплатени плати. Среда е крајниот рок кога фирмите на своите вработени треба да им издадат збирна пресметка за исплатени приходи, персонален данок и придонеси. Ако не го сторат тоа, ќе платат глоба од 3000 евра, а од одговорното лице казната изнесува 30% од одмерената глоба, информира управата за јавни приходи. Овие пресметки се неопходни за граѓаните да може да поднесат годишна даночна пријава. Задолжително пријавата се поднесува ако во изминатата 2016 година лицата освен плата или пензија или приходи од земјоделска дејност имале и други дополнителни како приходи од кири, авторски права, индустријска сопственост, исплатена дивиденда, капитална добивка од движен и недвижен имот, приходи остварени преку интернет, примање од странство или некои други дополнителни приходи надвор од редовната плата или пензија. Кај игрите на среќа како лотари, наградни игри, квизови и слично чии добивки се поголеми од 5000 денари, задолжително треба да ги приват исто така во управата за јавни приходи. За останатите приходи остварени од казина, спортска прогноза или автомат клубови не се поднесува даночна пријава. За овие добивки данокот го плаќаат облажувалниците и казината. Минатата година во управата за јавни приходи пристигна околу 380.000 даночни пријави. Бројката и за годинава се очекува да биде приближно иста. Лицата кои нема да понесат даночна пријава ќе платат глоби од 100 до 200 евра. Продолжуваме понатаму со подготвените прилози. Ред е да слушнеме и каде ќе бидат најмногу субвенции доделени од страна на Министерството за земјоделие. И годинава овоштарите субвенциите од државата ќе може да ги добијат по два основи. Пари ќе има за одржување на насадите и за предаденото овошје во домашните преработувачки капацитети. Корисници на субвенциите во овоштарството ќе може да бидат земјоделските стопанства кои имаат насадени површини од минимум 0,2 хектари.
Висината на директните плаќања е најголема и изнесува 90.000 денари по хектар за јагоди одгледувани во сакси во контролирани услови, односно во оранжерии, а по 33.000 денари следуваат за другите видови овошје, како и за бадемите и за лешниците. Земјоделците за оребите и костените, кои претходно, како нови насади, биле финансирани од програмата за рурален развој, годинава за одржување ќе може да добијат субвенција од 15.000 денари по хектар. За предаденото овошје во преработувачките капацитети, директно или преку регистриран откупувач, во период од 26 декември 2016 година до 25 декември 2017 дополнително се добиваат по 2 денари за килограм. Продолжуваме понатамо со уште една интересна информација која што ни доаѓа од најужниот град во Македонија, односно од нашата сончева Гевгелија. По 6.000 денари за секој новороденче, а по 10.000 денари за првородено во новата година. Вака гласи одлуката на Советот на општина Гевгелија, предвидена и донесена од 2014 година за паричен надоместок за секој новородено бебе, која се применува во општината до ден денес. По 6.000 денари за секој новороденче, а по 10.000 денари за првородено во новата година. Вака гласи одлуката на Советот на општина Гевгелија, предвидена и донесена од 2014 година за паричен надоместок за секој новородено бебе, која се пременува до ден денес. Здраво машко бебе првото новороденче годинава во општина Гевгелија, додека пак 209 бебиња се донесени на свет во текот на изминатата година, за која од општинскиот буџет се издвоени 1.250.000 денари. Според добиените информации од матичната служба во Гевгелија, во 2015 година се родиле 199, а во 2014 имало 172 новородени бебиња, на кои од страна на градоначалникот Франгов им биле доделени по 6.000 денари. 4 години наназад или пак во 2013 година бројот на новороденчиња во Гевгелија изнесува 212. Сумата што е определена од општината како еднократна парична помош за родителите е мерка со цел да се поттикне наталитетот во секоја општина, а не значи дека се пременува во сите во земјава. Паричен надоместок добиваат родителите доколку е прво новородено дете во семејството, како и прво посвоено дете, како и кога ќе посвојат повеќе деца одеднаш, близнаци, тројка и повеќе. Правото се остварува независно од материјалната состојба на семејството, независно од тоа дали е родено во брак или вон брак, а го користи еден од родителите, државјанин на Република Македонија. За еднократна парична помош за новороденче решава центарот надлежен за подрачјето на која мајката има постојано место на живење, а правото престанува со денот на исплатата на средствата, а со оглед на тоа што истото е еднократно право. Почитувани мои, овде ќе направиме една кратка музичка пауза, односно ќе одиме со една прекрасна француска песна. Веднаш потоа ќе ги видите флеш вестите кои што ни ги подготви информативната редакција, а потоа еден блок на реклами. Ние се гледаме, односно продолжуваме со утринската програма веднаш после блокот на реклами. Останете со нас. Велам повторно добро утро за сите оние кои што токму сега се вклучи на фреквенцијата на телеканал 1. Вие ја следите утринската програма Утрински пулс. Продолжуваме понатаму, односно ред е да видиме и кој е нашиот гостин за оваа наша прва емисија во третата сезона. Станува збор за господинот Митко Димчев, кој што е инспектор во дирекцијата за заштита и спасување. Добро утро и добро дојдовте во Утринската. Добро утро и благодарам на поканата.
Дирекцијата за заштита и спасување во служба на граѓаните. Така е нашиот денешен наслов за утринската програма. Моментално сме сезона на грејна сезона, односно кога граѓаните еве и оние некако минусни температури не ни се во полза, повеќе се затоплуваме, повеќе уклучуваме електрични апарати нели за стоплување, повеќе од нас користат дрвја на територијата на градот Струмица за огрев, меѓутоа и овој огрев придонесе и за некако зголемување на пожарите. Каква е состојбата, еве пред да започнеме ние со емисијата, рековте дека ова вечер доцна некаде околу 2 сте добиле повик токму по оваа тема, еве повелете да ги информираме гледачите. Значи, сите години наназад имаме зголемување на пожарите на објектите во зимскиот период, како резултат на ниските температури и користењето на грејни тела, дали од црсти горива, течни или од електрична енергија. Пожарите на објектите најчесто се случуваат од неисправни димоводни канали, односно од џаци кај постарите објекти, бидејќи при изградбата кога се градат тие објекти, мајсторите не воделе сметка за тоа како се изведени, туку се изведени нестручно, истите објекти се постари, значи имаме нарушување на конструкцијата на самиот оджак, од каде што може да дојде до, истекување на врели гасови, кои подоцна може да врши запалување на самата кровна конструкција. Исто така имаме и поголема употреба на грејни тела, кои што се снабдуваат со електрична енергија од еден извор, тоест од еден штекер на кој што имаме поставено продолжен кабел и доаѓа до загревање на самата електрична инсталација и појава на грејње, односно запалување на електричната инсталација. Значи, како што реков, секоја година имаме зголемени број на интервенции на територијалната противпожарна единица, од каде што најголем број од запалени оджаци. Имаме ли еве бројка да речеме за оваа година или за минатата година, како се движела бројката и пред се нели еве овие неичистени оджаци, има ли закон, односно знаеме дека постои закон, меѓутоа колку често треба да се чистат оджаците, има ли казни за граѓаните кои што не се го направиле тоа, како оди после постапката? Значи ние ги имаме бројките само на оние што ни се пријавени, бидејќи имаме и непријавени случаеви, значи вршење на нестрачно чистење на оджакот, тоа е со само запалување на оджакот, каде што сопственикот или сам го изгаснал или со помош на соседи, па не пријава до територијалната противпожарна единица. Значи секоја година имаме околу 100 до 150 интервенции од запалени. На која територија сега? Значи на територија на општина Струмица. Значи стара општина Струмица, значи општина Струмица, Василево, Ново село и Босилово. А како дирекција за заштита и спасување, нели подрачје Струмица, кои области ги опфаќате? Рековте дека во Радови, Шпехчево. Значи ние како дирекција за заштита и спасување сме за цела територија на Република Македонија. Во сектор за инспекција има вработено 22 инспектори кои што се за цела територија на Република Македонија. Овде во Струмица ние сме 20 инспектори кои покриваме значи општина Струмица, општина Василево, општина Босилово, општина Ново село, општина Кончи и општина Радовиш. По другите општини си имаат други инспектори. Веве ме интересира да ги информираме гледачите за казните кои што може да ги снајдат, односно да ги стасат доколку не ги чистат оджаците. Значи според правилникот за одржување на оджаците, димоводните уреди и системите за грејење, домакинствата имаат обврска во грејна сезона да ги чистат оджаците, т.е. димоводните канали, најмалку 3 пати во текот на грејната сезона и еднаш вон грејна сезона, а по потреба може и повеќе од 3 пати, додека правните субјекти, јавните институции имаат обврска еднаш месечно во грејна сезона и еднаш вон грејна сезона, дали откако ќе заврши грејната сезона или пред почетокот на грејната сезона. Че мора да истакнам дека за секое чистење, тоест поправка на оджаците, на димоводните уреди или системите за грејење, треба да се имаат изготвено записник од правното лице или физичко лице кој што има лиценца за чистење и одржување на грејни тела, на оджаци, на димоводни канали. Значи записник за извршено чистење и поправка на димоводните канали или оджаци. Значи ние при редовните контролните и воредните инспекцијски надзори ги бараме тие записници и доколку
видиме дека нема одржување на димоводните канали, односно оджаците, има и соодветни глоби. За физички лица се од 500 до 1000 евра во денарска противвредност, додека за правните лица се од 1000 до 5000 евра во денарска противвредност. А истото ли важи и за колективните згради? Да, значи истото важи за колективните згради, каде што имаме проблем, бидејќи некои се грејат на црсто гориво, некои се грејат на електрична енергија, меѓутоа стамбените згради се една целина. Значи, по новиот закон, стамбените згради треба да имат или куќен совет, или фирма која што им одржува што ја одржува зградата и тие треба да се грижат за исправноста. Меѓутоа, можам да кажам дека ние имаме случаеви такви, каде што некој од станарите не дава да се исчисти оджакот или не дозволува пристап до самиот оджак, меѓутоа тоа е кривично дело, значи невозможување пристап за сигурноста и безбедноста на граѓаните и по наша интервенција значи се врши чистење на оджакот или димоводниот канал. Еве да речеме, нели имате посебно во грејна сезона почести пожари кои што настанале токму поради неисчистени оджаци. Да. Имате ли после, еве да речеме, истражување, односно барем информација да земете од сопственикот на куќата или станот, колку не им е бил исчистен порано оджакот за да дојде до запалување? Односно, прашањето ми е колку најмногу граѓаните ја истеглуваат работата со чистењето на оджаците, иако законски треба нели 3 пати во годишното или барем да речеме еднаш во годината, меѓутоа сигурно сум дека со години не се чистат оджаците. Значи, најмногу зависи од горивото што го користат. Доколку е квалитетно дрво, доволно и еднаш на 3 месеци да се исчисти оджакот, меѓутоа сведоци сме дека граѓаните се почесто користат отпадоци, пластики и разни други средства за грејење, така да што доаѓа до побрзо запушување на самиот оджак, тоест димоводниот канал, создавање на наслаги кои што не се до крај согорени и кои што при поголема температура можат да излезат во воздухот, да паднат врз соседните објекти, каде што имаме, да кажеме, такви случаи по селата, каде што искра од оджакот паднува на соседен објект, да кажеме плевна, каде што има складирано суво сено, слама и врши запалување на истото. Значи, граѓаните ги чистат, не можам да кажем дека во текот на годината не ги чистат, меѓутоа тоа е еднаш, 2 пати најмногу. Значи, кои они ќе приметат дека оджакот не им функционира, вршат чистење, меѓутоа сведоци сме дека секој сам си го чисти, нестручно, значи не го чисти, меѓутоа не врши целосно чистење, така што постои опасност од запалување на самиот оджак, бидејќи кога ќе дојде стручно лице, тој знае процедурата и плюс секој стручно лице врши визуелен преглед на самиот оджак. Дали истиот е исчистен и од надворешна страна дали има пукнатини, од каде што може да излезат искри или врели гасови да извршат запалување на кровна конструкција или на објект. Несакани последици. Рековте дека околу 100 до 150 пожари на годишно ниво. Колку проценти од нив е за неисчистен оджак, а колку се, да речеме, од стари електрични инсталации? Околу 90% се од неисчистени оджаци или имаме случаи во колективните стамбени згради, каде што некои од собствениците наместо во димоводниот канал за оджак за грејење се вклучуваат директно во вентилацијата. А вентилацијата знаеме дека е изградено од пластични материјали кои што може да согоруваат брзо, меѓутоа ние по пријава од собственици реагираме и вршиме промена на ситуацијата. Меѓутоа, значи 90% од сите пожари се од неисправни инсталации за грејење, односно од неисправни оджаци или димоводни канали. Додека останатите се од неисправна електрична енергија, односно приклучување на повеќе грејни тела на еден приклучок. Еве да напал до сите оние кои што во моментот нагледаат да ги чистат редовно своите оджаци пред се за своја лична заштита и за заштита околу на вашите граѓани, односно сите оние кои што се околу ваша близина. Еве рековте дека има случаеви кога наместо оджакот се користи вентилацијата. Да. Доколку еве некои граѓани осета дека тоа се случува или пак примета дека има некој чуден мирис влегува, еве да речеме, во кујната кој што најчесто е нели вентилацијата, каде да го пријава тоа? Или пак некои други евентуално нели некои посебни случаи кои што приметиле дека не е како што треба, не функционира убаво, каде може тоа да го пријават? Значи тоа може да го пријават кај нас во
Дирекцијата за заштита и спасување на улица Моша Пијаде без број секој ден, значи да дојдат да достават барање за инспекцијски надзор, за да видиме ние што е проблемот, дали е поради вклучување во вентилацијата или неисправни димоводни канали, бидејќи имаме некои ситуации кога сите се приклучени на димоводниот канал, меѓутоа истиот е стар, напукнат и некогаш излегува дим од, не знам, од штекери, од самите врати, од ѕидовите, значи поради напукнување на димоводниот канал, самиот дим влегува низ ѕидовите и има некој мирис на дим на секаде. Јас би се заблагодарила сега за ова прашање, односно за оџаците, мислам дека доволно ја разработивме како тема. Би сакала сега да ја начнеме малку евокацијата, односно колку ние како граѓани веќе немаме предмет одбрана и заштита во училиштата, колку граѓаните се запознаени со основните принципи на самозаштита, односно на заштита и спасување. Неодамна пред неколку години имавме поплава, колку за тоа сме спремни. Сме свесни дека сме трусно подрече, дека посебно ова лето ги имавме почесто земјотресите. Дали граѓаните, посебно на општина Струмици или на југоистокот, се спремни за некоја, да речеме, во поголеми и малку размери елементарна непогода? Значи, порано имаше во училиштата предмет одбрана и заштита, каде што се изучуваше тоа, значи евакуација, самозаштита на населението. Меѓутоа, со самостојувањето на Република Македонија, тој аспект малку се остави на страна. Дирекцијата за заштита и спасување пред неколку години покрена акција каде што ние секоја година одиме во училиштето, каде што се вршат предавања и вежби со самите ученици вработените во училиштата за заштита од пожари, заштита од земјотреси и од други природни непогоди, како да се самозаштитат и како да се евакуираат, било да се кога ќе се случи непогодата, било да се во училиштето, дома или на друго место. Значи, сакаме преку самите деца да почнеме да работиме, бидејќи истите потоа го пренесуваат тоа знаење на нивните другарчиња, на домашните, на пријателите. Така се заинтересуваат ли така? Дали ми е интересно тоа што им го презентирате, тоа што им го предавате? Значи, интересно, значи, одиме според годишната возраст. Значи, мора да видиме со кои деца, па им покажуваме преку примери, па преку игра. Значи, интересно им е да видат како во случај на земјотрес, како да се заслонат, како да легнат, како да излезат од самиот објект. Значи, тоа го правиме со помалите како вид на игра, како вид на нешто што они можат да го прифатат, додека кај постарите им апелираме, бидејќи се свесни што значат, бидејќи секојдневно веќе имаме ние во Македонија потреси од земјотреси, имавме поплава во Скопје, имавме во Струмица. Значи, свесни се за опасностите и сакаат да научат нешто ново. Да речеме, еве, нели, како вие 10 години колку веќе работите, сте биле директно поврзани посебно каде што имаме поплави. Кои се коментарите на граѓаните? Односно, вие им пристапувате, нели, тоа така треба, така не треба, на тоа обрнете внимание. Колку од граѓаните има фидбек, односно повратна информација за да ги послушат советите на оние кои што секојдневно се соочуваат со такви непогоди од поголеми или помали размери? Имаме ли соработка? Значи, во поплавите имаме секоја година поплавени подрачја, посебно кај нас во Струмица, пред се поради запоставувањето на системот на одводнување. Односно, порано секаде имаше канали за одводнување, кои што одеа во поголемите и вршеа одведување на водата. Меѓутоа, сега во последните години, за жал, имаме се почести појави на фрлање на отпад во самите речни корита или каналските корита и имаме една негативна појава од самите граѓани кои што вршат нарушување на одбранбените бедеми, тоест црпење на земја од одбранбените бедеми, со што ја сломнуваат конструкцијата и кога ќе надојдат големи води во комбинација со фрленото ѓубре, имаме кинење на самите бедеми и разлевање на водата лево и десно од речните корита и од каналските мрежи. Значи, ние вршиме заедно со Дирекцијата за заштита и спасување, заедно со општините и заедно со Министерството за внатрешни работи, секоја година подготвителни состаноци во врска со пожари, со поплави, со земјотреси, каде што на граѓаните тоа им се кажува, значи на што треба да внимаваат, да видат ако некој врши, да кажеме, ако црпење на земја, истото да го пријават или да му напоменат на човекот што црпи дека тоа не е добро.
и да ги пријават тие случаи за да можат потоа да се процесуираат и за да не имаме ситуации кога може да се загрозат цели населени места и да дојде до големи материјални штети, а не да Боже до човечки жртви. Фактички тие самите себе прво да се заштитат, нели, кога би го пријавиле, еве да речеме соседот, доколку тој црпи сега како пример, нели, да го земеме, доколку го пријавите, вие нема да му правите штета нему, него ќе се заштитите самите себе. Бидејќи доколку се исцрпи некаде и во вашиот двор влезе, вие ќе имате штета која што можеби ќе биде од, нели, огромни размери кои што подоцна нема да можете да се ги надоместите. Значи, самите луѓе мора да бидат свесни дека со нивните постапки вршат загрозување на огромен број на луѓе и до големи материјални штети. Значи, мора да бидеме свесни дека со некоја наша постапка, да кажеме, вршиме црпење на земја, ние фактички се загрозуваме самите себе. Значи, себе, мојата фамилија, моите деца и соседите. Роднините, пријателите, соседите, сите кои се, нели, опфатени околу нас. Што е со оние, да речеме, сме ги немале, моментално, нели, поплавите ги поминавме, земјотресите ова лето, пожарите кои што секоја година, посебно во зима, рековме дека се случуваат почесто. Што е доколку дојдеме до некоја суша? Дали населението е подготвено или пак еве епидемија, некоја, да речеме, на некоја болест која што, нели, треба да се заштитиме? Дали според вас граѓаните би можеле да се некако самозаштитат или пак треба, да речеме, еве, 2 пати во годината да се одржуваат некакви обуки, семинари или пак трибини на кои што убаво ќе се нагласува барем еден член од семејството да биде присутен, за да можеме да се самозаштитиме? Значи, Дирекцијата за заштита и спасување е одговорна за 12 мерки, меѓу кои се пожари, поплави, заштита од неексплодирани убојни средства, заштита на животни, на растенија, прва медицинска помош, евакуација за солнување. Значи, што се однесува до сушите, ние сме сведоци на климатските промени, ги чувствуваме секојдневно. Суши ќе има се почесто, за жал, меѓутоа тука не можеме многу да влијаеме. Значи, со обуки на населението не можеме многу да влијаеме, бидејќи тоа се надворешни фактори, самата суша. Единствено што може да влијаеме е на тоа да вршиме, не знам, некои припреми на самата околина. Што сакам да кажам со тоа? Моментално имаме два екстреми. Имаме големи суши и имаме периоди кои имаме обилни врнежи. Да. Сега со самото сечење на планините на дрвета, значи од дрвократците, имаме појава на оголување на падините, кои што предонесуваат за се помалку број на денови кои што имаме врнежи, меѓутоа имаме врнежи кога имаме многу дожд. Да, количински на едно место. Дожд и кога ги немаме вегетацијата на самото тло, не се врши абсорбција на водата, туку таа слободно доаѓа во населените места и врши поплава. Значи, ние можеме на тоа поле да делуваме повеќе, значи на подигнување на еколошката свест, на самите луѓе да им кажеме дека самата вегетација околу нив ги заштитува. Значи, ги заштитува од поплави, па и од временски неприлики кои што е суша. Еве, според вас, вие околу 10 години и повеќе веќе работите, дали свеста кај граѓаните се буди или пак? Да, значи се буди, бидејќи самите секојдневно се свесни дека не знам, времето е веќе сменето, дека имаме се поголем број на пожари, имаме се поголем број на поплави и заедно со граѓаните работиме на тоа да дојдеме до некој степен кај што не може сите да сме заштитени, меѓутоа 90% од населението да биде заштитено, т.е. да биде обучено за самозаштита на населението. Пред самиот крај, пред да завршиме со разговорот денес, еден апел, како човек кој што секојдневно се соочува со пожари, поплави, неприлики, земјотресите кои што, нели, природата не знаеме што ќе ни приреди, што може да ни подготви, еден апел, еден како совет до нашите гледачи. Значи, апел до гледачите е сите да бидеме будни и крајно одговорни за заштита, како прво на самите себе, на својата фамилија, на своите деца и на сите околу нас. Со природните непогоди тие се случуваат, не можеме да влијаме на нив, меѓутоа можеме да бидеме спремни да се заштитиме. Што се однесува до пожарите, 90% од самите пожари се
е човечки фактор, тоест дали од невнимание или од намерно запалување, тука ние можеме да делуваме и би апелирал до сите, значи да ги одржуваат своите инсталации за грејење исправни, да не користат грејни тела кои што се на еден извор од електричен, еден штекер, редовно да ги чистат и проверуваат своите димоводни канали и на луѓето кои што живеат во стамбени згради, би сакал да им обрнам, да им кажам да имаат поголемо внимание и да имаат поголемо разбирање за сите соседи кои што се греат на црсто гориво, бидејќи тоа е една целина. Бидејќи ако се запали комшијата од мене, над мене или до мене, може и моето да настрадне. Да се оштети. Исто така еве и еден апел од сите оние кои што имаат некои прашања кои што сака директно вам да ве ги постават, да ве контактираат, бидејќи тука сте за граѓаните, да ги послушате и доколку можете да им помогнете. Ви благодарам за одвоеното време во некоја наредна прилика на друга тема. Благодарам. Почитувани мои, ние продолжуваме понатаму, како што веќе добро знаете, утринската програма ви подготвува секоја работно утро и рецепт на денот, да го погледнеме. 2 парчиња пилешки гради и сечете ги на ситни парчиња. Вака исечканото месо ставете го во подлапок сад и врз него ставете 400 мл јогурт, а љубителите на луто може да додадат и чили сос. Промешајте и оставете го вака подготвеното пилешко месо во фрижидер од 2 до 4 часа да се маринира. Во одолен сад ставете 400 грама лебни трошки, односно презла, потоа додајте една лажица буковец, сол, црн и црвен пипер. Промешајте ги убаво со стојките. Извадете го веќе маринираното пилешко месо, увалете го во претходно подготвената презла со повеќе зачини и пржете на загреано масло, додека пилешкото стане крцкаво или добие златно кафеава боја. Сервирајте по ваш вкус и уживајте во убавиот вкуснат крцкаво пилешко месо. Бон апетит! Продолжуваме понатаму и на самиот крај, пред да го закружиме ова прво издање на утринската програма во третата сезона, би сакала да се насмееме со доза хумор.
Почитувани мои, ние овде го заокружуваме ова прво издание, односно првата емисија во третата сезона на Утрински пулс на телеканал 1. Се надевам дека успевме да го задржиме вашето внимание до самиот крај, дека бевме едукативни и дека еве директно од господинот Митко Димчев, кој што е инспектор во дирекцијата за заштита и спасување, слушнавте како треба самите пред себе да се грижиме за околината околу нас и да не им штетиме и на сите кои што се околу нас, односно на нашите роднини, пријатели и пак на нашите соседи. Да бидеме одговорни, да се запазуваме и законот на природата, меѓутоа исто така и да се заштитиме самите себе. Ви благодарам за вниманието. Не заборавете да гледате и репризата. Веќе утре се дружите со колешката Ивана. Довидување.